На почетокот на месец мај во јавноста се појави една мајка на 4-годишно детенце која раскажа својата голгота низ институциите, вклучително и судските инстанции, и изјави дека неправедно, заради корупција, влијанија и притисоци, старателството и било одземено. Тоа е мајката Невена Спасовска, која е мајка на 4-годишно момченце. Тогаш таа јавно упати апел, молба, мајчински крик до сите институции да застанат и да размислат што прават и дека нивна должност е да се грижат за доброто на детето, а не да спроведуваат друга политика. Како министер и министерство, одговорноста и надлежноста на ова министерство е да се грижи за заштита на децата, да гарантира дека одлуките кои се носат, особено од страна на меѓуопштинските центри за социјална работа, ќе бидат во интерес на децата, заради заштита на нивното ментално и физичко здравје и дека ќе гарантираат дека децата ќе бидат заштитени од секаква можност за нивно травматизирање. Но за жал, овој случај покажува дека тоа не е така. Службеници од меѓуопштинскиот центар во Скопје ги газат овие начала и интересот на малото дете го тргаат настрана и постапуваат спротивно на судско решение. Овде имам записник од судско рочиште кој е одржано на 17.6, каде судот носи решение и ја задолжува мајката на 36 во 9 часот да го предаде детето во Центарот за примопредавање. Спротивно на оваа судска одлука, на ова судско решение. Вработени во Центарот за Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на 19.6 со присуство на полиција, и тоа интервентно, се обидуваат да го одземат детето, спротивно на насоките во судот. Моето прашање, кое го упатувам до надлежното Министерство за социјална политика, е дали ќе постапат согласно надлежностите, односно министерот, и дали ќе биде санкционирано ова своеволие на корумпираните службеници, а при тоа се разбира да се заштити интересот и здравјето на малолетното дете.